никаков проблем. Значи, на тој поглед многу малку имаме реална комуникација меѓу двата народа, меѓу двете држави и тука едноставно работите можат да се раздвижат и без политички комуникации и без политички односи. Едноставно, пејачите не се познаваат меѓу себе, актерите не се познаваат меѓу себе, филмовите, економистите, инженерите. Значи, тука има еден голем простор кај што едноставно треба да се почне на комуникација на едно ниво каде што нема потреба од некоја правителствена интервенција. Единствената светла точка во таа насока се многобројните студенти кои од Македонија во тие 10-15 години дојдеа да студираа во Българија и тие прават еден нов мост кој беше практично замрзнат со неколку децении. Да, взимаме се веднага бележка од думите на Любчо Георгиевски, да говорим малко за музика, за пејачите, за това, че не се познаваме достатъчно. Ние предприехме една инициатива да поканим едни наши приятели. Преди броени дни, на 25 януари, се навършиха 30 години от рождението на трагично загиналата поп-звезда на македонската музика, един изключителен изпълнител Тоше Проевски. Несанице, да не види твое лице, да ми зора не ствара. Иди пусти ме да е од сања. Дайте ми рука! Откъсът, който видяхте, уважаеми зрители, от музикалния филм за Тоше Проевски на Балканика Music Television. Сега на гости са ни нейният изпълнителен менеджер Красимир Георгиев и нашия специален гост от Македония, певецът Бобан Симоновски. Нека ги посрещнем. Заповядайте, и на мен ми е драго. Добре дошли. Как пътувахте? Само ще те помоля на микрофона. Добре? Супер, одлично пътувах. Добре. Краси, Тоше Проевски е изключително голяма звезда на нашите приятели от Македония. Какво ще научат хората за него от този филм? Така е, прав си Камен. Тоше Проевски наистина е голямо име. Дори бих си позволил да кажа, че е легенда, но не само за Македония. Той отдавна прескочи границите на Македония със своята популярност и начина, по който той прави съвременна балканска музика, или по-скоро правеше. Това, което ние се опитваме да правим в Балканика, е освен да бъдем актуални, представяйки най-добрата съвременна музика на полуострова, и да разказваме историите на балканските изпълнители. Тоше Проевски наистина заслужава това, което правят в Македония. Именно всяка година на неговият рожден ден, на 25 януари, те правят благотворителен концерт. Ние винаги се стараем да бъдем там и да го отразяваме. Със сигурност публиката ще види едно име и един изпълнител, който не бива да бъде забравен. С какво е толкова харизматичен Тоше? Защо вие в Македония толкова много го обичате? С какво печели сърцата на всички хора по света? Значи, познавайки го Тоше от пред 2 години, от 5 години, 2 години пред неговата смърт, аз го запознав лично, забележав кај него нешто посебно. Нешто посебно што ретко еден изведувач во Македонија, па збориме во Балканот, го поседува. Таа магија што имаше он најчесто беше поврзувана со неговата преголема духовност, верба во Бога. Мислам дека неговиот духовната исполнетост што имаше премногу и онај талент што го поседуваше, фасцинантен и добар глас, неминовно е да се стане голема звезда. И навистина за многу брзо време го засака македонската публика и останатите балкански земји, нели се промовираше,
сепак многу е тажно кога зборуваме сега за нешто што постоело и ретко што некој може да достигне таков висок степен на харизма кој што имаше он. Сепак. На невероятна емоција. Ти поддржаш един од најголемите музикални сајтове в Македонија. Краси да го питаме какво слушат македонските младежи и девојки днес. Каква е музиката којато најмногу ги пали? Во Македонија се слуша R&B рок, се слуша најмногу поп-рок, али поп-фолкот полека, но сигурно влегува. Инаку младите во Македонија најмногу се забавуваат, како што кажав, на R&B, на хип-хоп, на таков модерен амерички стил на музика, значи не на балкански стил, многу. Да. Ама благодарение сега на медиумите кои што го понудуваат, тоа е и сајтот, телевизија Балкана и останати телевизии кои што се емитуваат во Македонија и ја промовираат оваа балканска култура, станува се почесто и позастапено да се слуша и бугарска, и српска, и така натаму. Иако да не заборам, и турбофолк музиката е многу застапена. Нормално е. Ще има ли интересни номинации за балканските музикални награди от Македонија тази година? Тръгна ли в гласуването? Гласуването тръгна от страна на членовете на Балканската музикална академия и даже завърши преди няколко дни. Ние в екипа на Balkanica Music Television знаем кои ще бъдат номинираните песни. Ще ни кажеш ли сега или ще го запазите за после? Във всички случаи няма да си позволя да кажа сега. Трябва да запазим тръпката, но това, което ще кажа със сигурност е, че в началото на юни гостите и софиянци, гостите на София и софиянци ще видят едно изключително събитие. Аз даже вярвам, че ще бъде още по-зрелищно и от миналата година, от миналото издание. Българската национална телевизия е партньор. Заедно ще правим това събитие, както миналата година. Това беше най-гледаното музикално събитие на България. Точно зрителите така знаят за това. Твоите песни, от кога пееш, колко време, какъв стил обичаш? Значи, јас започнав со музика од 2007 година, официјално, инаку пред тоа сум настапал на детски фестивали, детскиот Евросонг имав избор во Македонија, лично. Многу настапи имав, баш преска се сетив на настапот имавме во Грција отварањето на Олимпијадата. Сум имал премногу голема врска со музиката, но да речеме овој професионален старт на музиката ми започна негде од 2007 година и на годишно ниво си вадам по една песна ради тоа што сум растенат на многу страни. Добре. Ами сега нека да поздравим нашите зрителите на Българската национална телевизија с една твоја песен. Какво ще ни изпееш? Ќе ви испеам Љубам другата сакам, а иначе заедно со Крум, популарниот бугарски пејач, имаме истата песна заедно, јас на македонски, он на бугарски. И во Македонија одлично помина македонската верзија, во Бугарија знам дека и помина многу добро неговата верзија, се вика Корав. Мислам дека ќе ве сеќа чујат гледачите. Ќе видат дека станува збрзен на иста номера, но со различен текст. Добре. Интерпретатор. Госпожи и господа, Бобан Симоновски, песента Љубам друга, а те сакам. Нека да го чуем. Може би јас сум крив што се ти дозволим, срце од стакло да ми чуваш, остави ноци од него камен направи. Секоја твоја желба, моја заповед, на бланкици го ставив си од овој свет, а ти бараше уште повеќе